Утринова верувам дека ќе го задржиме нивното внимание со нашата денешна тема, односно со нашиот разговор по повод светскиот ден на аутизмот 2 април. Имено во продолжение ќе слушнеме нешто повеќе за предизвиците со какви се предизвици се соочуваат родителите на аутистичните деца, но воедно и за самата убавина која што произлегува од тоа. Ово утро ќе ги поздравиме моите денешни гости, Ана Марија Циглењак и нејзиниот син Филип. Добро утро велам до двајцата. Добро утро и од нас, добро утро до сите гледачи. Денеска, како што веќе кажавте, е 2 април, меѓународниот ден за подигнување на свеста за аутизмот, затоа што треба да се има во предвид дека не секоја попреченост е видлива, дури на оние попречености кои што видливи не се од прва рака, треба да се обрне сериозно внимание и да им се даде поддршка. Кога најпрво ги забележавте првите знаци на аутизам кај Филип? Филип е дете во аутистичниот спектар и оние кои што не познаваат знаат дека ние сме имале многу тежок и трновит пат за да стасаме до едно ниво на повисока функционалност. Првите знаци дека Филип одстапува од очекуваниот развој ги забележавме после пред неговата 2 година, кога и прв пат го однесовме од моја страна како мајка, како родители, нели, кога и прв пат го однесовме пред стручно лице за да добиеме една првенствена анализа на состојбата како и во кој сегмент тој одстапува од очекуваниот развој. Од самото утврдување на таа диагноза па се до ден денес, со какви предизвици се соочувате како родител? Имаше многу предизвици. Иако ние рано, релативно рано препознавме дека нешто не е во ред со него, во однос на неговиот развој зборувам, сепак диагнозата официјално доби многу подоцна, после, мислам, околу 3-та година. И целиот тој пат е многу трновит и предизвиците се исклучително големи, не само на него, туку и на нас како семејство, затоа што јас секогаш кога ќе ми се даде прилика јавно тоа го кажувам, дека аутизмот не е состојба на поединецот, туку е состојба на семејството. Ако е состојба на семејството, тогаш е состојба и на општеството, затоа што семејството е нели една клетка на општеството. Првиот предизвик е со самата себе. Секој родител првенствено е во предизвик со самиот себе, со оној психолошки момент да го прифати самиот факт, а тоа е најтешкото нешто, дека неговото дете одстапува од очекуваниот развој, дека можеби работите во иднина нема да се одбиваат онака како што очекуваме, онака како што сме си замислувале. И во рете, тоа е една порака до сите родители кои што допрва се соочуваат со тој проблем. Во рете да бидете тажни, во рете да ги поминете сите фази на прифаќањето, зошто мене, и 1001 прашање на кое што реално нема одговор и бесмислено е да се даде одговор, она на кое што фокус треба да се стави после моментот на прифаќањето, како понатака, затоа што не чека сериозна борба. Има многу предизвици, страф исто така, на која е убавината во самото тоа да имаш аутистично дете? Интересен е фактот што јас како родител од оваа дистанца гледано не би ни помислила нешто да биде поинаку. Затоа што Филип ме научил мене како родител, прво како личност, да бидам многу подобра личност, да се радувам на малите нешта. Некои родители што здраво за готово ги земаат некои ситуации во однос на нивните деца, како например кога ќе продат, кога ќе прозборат, кај нас тоа било или нека било која мала ситница во секојдневието. За нас е исклучителна радост и тоа се оние мали нешта кои што нас научат да се радуваме и на малите и да бидеме подобри луѓе во иднина. Дали сметате дека има доволно ресурси за аутистичните деца во нашето општество? Дека се соочуваме со предизвици од општествен аспект, се соочуваме. И реално лично сметам дека во изминатите години навистина почна малку да се размрдува работата и се повеќе да се зборува на оваа тема и да се трудиме на било каков начин со ресурсите кои што ни дозволуваат да зголемиме свесноста за постоењето на аутизмот, затоа што аутизмот е само еден збор, една диагноза, а има 1001 слика. Ниту едно дете не ги има истите симптоми. Предизвици, како што кажав, имало и ќе има, меѓутоа многу сум задоволна, многу сум среќна што се повеќе се обрнува внимание на значењето на социјалните услуги. Достапноста на индивидуалниот третман, на дефектолошкиот и логопедскиот третман, што нас ни се, например, најпотребни,
на локално ниво за нас е од суштинско значење, затоа што на тој начин кога ќе ја имаме една услуга на локално ниво, нас не се подобрува целата функционалност и функционалноста на целото семејство. Иако целиот разговор, верувам, беше порака до нашите гледачи и до родителите кои што имаат деца со аутизам, уште еднаш сакам пред самиот крај да упатите порака до родителите. Порака, да не се откажуваат никогаш. Болно е и тешко е. И може да се случите со ситуација на неприфаќање на состојбата, меѓутоа тоа е најлошото нешто што може да го направите. Затоа што раната интервенција значи голем влог во понатамошниот развој на состојбата. Сакав само уште малку да кажам дека секогаш е потребно да се гледа, и ова е порака и до општеството, секогаш е потребно да се гледа подлабоко од првенствената слика и да се сака повеќе. Ви благодарам многу за одвоеното време. Пред самиот крај ќе го прашаме и Филип. Филип, која е твојата порака до децата со аутизам? Да си ги следа да си ги следат нивните соништа, да се веруваат во сами себе си и да си го следат срцето. Одлично. Без разлика што да им кажат другите дека ќе бидат лоши, дека нема да испадне финалниот продукт лош. Да бидат добри деца како тебе. Да. Браво, Филип. Се надевам дека уживавте во овој разговор и дека на некој начин го задрживме вашето внимание токму со денешниот разговор, односно разговорот по повод светскиот ден на подигнување на свеста за аутизам.